ја има извадено. Но најголемата турбуленција всушност ја предизвика најновата книга, а тоа е сашо тајната на бакарната книга. Таа бакарна книга која наводно прво да видиме, да објасниме што е, бидејќи нели била некаде низ Југославија, се криела по разни депоа, вамо било, тамо било, на крај тука завршува некаде во Штип. Вака сега. Историјата прво. Да. Историјата од последните 20-30 години на бакарната книга, е? Не, вака. Ајде. Ја можам да зборувам за роман. Јас сум автор на романот, а не на бакарната книга. Добро, нешто вака предпоставки да дај. Ова е, да, не, отворено ќе зборувам за се. Добро. Ова е прво историски трилер заснован врз вистини настан. Значи, ова не е историска книга, туку е историски трилер заснован врз вистини настан. Кои се тие вистините настани? Значи, овде пред се врти околу една бакарна книга, која што на вистина постои, за која де факто ја има. Да, постои, за која што подоцна ќе зборувам. И во која што се содржани некои многу интересни надписи. Например, се спомнува името Александар, се спомнува името Богатство, има некои цртежи на гроб и така натаму. Сето ова асоцира дека може би станува збор за некоја голема тајна. Други историски податоци се следните. Гробот на Александар Македонски не се знае каде е. Се знае дека тој бил во Александрија. Изложен, да, но римскиот император Септимиј Север на крајот од вториот век по Христа донесува одлука неговиот гроб заедно со, цитирам, тајните исписи што биле заедно со него, односно неговото тело, пардон, гробот не може да се пренесе нормално, него неговото тело, ковчегот, заедно со, цитирам, тајните исписи што биле таму напишани, да се пренесе на непозната локација, за да не можат луѓето да го дознаат тоа што таму го пишува. Тоа го пишува римскиот историчар Дио Каци во својата книга што јас овде ја цитирам. Значи, констатираме дека не се знае каде е на крајот од вториот век по Христа, каде е пренесено телото на Александар Македонски. Значи, се што се кажува во меѓувреме се најразлични спекулации. Со ковчегот, заедно со тајните исписи што наводно ги имало во тој ковчег. Што е сега многу интересно? Во 1979 година. Може би некои веруваат во ова, може би некои не, но мене ми е седно право да ја кажам, јас верувам. Еве ја верувам. Да. 20 сме. Светски познатата јасновидка, инаку родена струмиченка и родена македонка, Баба Вања, дава изјава дека умре у Македонија, тоа Петрич, Македонија. Да. 90 и заборав која година почина, но таа 96-та година во интервју за бугарски вестник вели јас сум македонка. Да. Всушност нејзиниот брат се борел за македонските партизани и така и загинал, а таа по игра на случајноста се мажи во Петрич као струмичанка и некој Струмичко Ново село и таму останува силно прилика, нели, границата која се поставува, останува во Бугарија. За жал. Не за жал затоа што имам нешто против нашата соседна пријателска земја Бугарија, туку за жал што се развивало комунистички режим и овде да било исто ќе е било. И не може нейните способности да дојдат до максимален изус. Значи 79-та Баба Вања година таа изјавува дека во, како што вели цитат, нашите земји, кои се тие наши земји, не прецизира. Од Египет со помош на камили и робови е пренесено телото на еден голем цар во нашите земји, заедно со тајни написи што се содржани во саркофагот. Таа вели дека тој саркофаг е закопан на непозната локација и веднаш потоа сите робови што учествувале во неговото закупување се убиени на лице место. За да не се знае, да, од страна на римските војници. Поврзувајќи ги овие два факта и поврзувајќи го написот во бакарната книга, во кој што јасно пишува Богатство Александру Бенедикту на
на Басилеу, значи богатството на благословениот цар Александар во бакарната книга. Јас го скопив овој историски трилер. Можеме ли малку да кажеме за бакарната книга? Физички, кај се Да, физички таа е собственост на еден човек кој што живее во село Стојаково и колку што знам според моите податоци, тој ја има понудено на државата Македонија на откуп. Тој тврди дека книгата му е семено наследство, има и документи за тоа. И тој сега или ја има или сака да ја понуди на државата Македонија, ако таа се согласи за откуп. Со тоа што тој бара нормално во склад со позитивните законски прописи, државата биде обештетен, да. Не, државата да испрати своји стручњаци кои што ќе претендираат. Да утврдат дали е тоа вистина или не. Да, апсолутно. Апсолутно. Кажи ми, и да утврдат, ако таа вреди, нека државата плати. Тој дури е подготвен, според моите сознания, бидејќи тој исполна ферми, дозволи бакарната книга јас да искористам за мојот роман. Затоа јас му стоам на располагање да му помогнам во тие преговори. Тој дури е подготвен да прифати, не мора пари, било што ќе му понуди државата, земјиште или не знам што, но сака да ја прегледаат, значи експерти од државата, да се произнесат, а ако не ја прогласат за вредно наследство, да му дозволат да ја продаде во странство. На друго место. На друго место, да. Тоа е според законот. Се разбира само не во Грција. Да. Да. Кажи ми, оние шпекулации, те делови или бакарната книга, те била во поседна Југословенска народна армија, те маршалат, те овата, тоа нема ништо од сето тоа се само... Јас за тоа не би сакал да коментирам, затоа што тоа е дел од романот. И сега глупо е јас да кажам што е вистина, што не е во тој роман. Ја кажав отприлike нешто што е вистина и ќе кажам уште една работа, дека вистина е дека грчката држава, вистина е дека делегација од Ватикан ја има посетено Југословенскиот комунистички врв во 1889 година и веднаш потоа грците имат направено обиди за копање на тунел под планината Беласица. Тоа е вистина, А се друго, јас ќе се возрам од коментари, можете да ме разберете. Ја не можам сега да кажам во мојот роман што е вистина, што не е. Ја ви кажав дека има вистина. И јас ќе кажам уште една работа. Јас не сум луд да го ставам целиот мој авторитет во прашање, ако нема нешто вистина, ако нема нешто... Ако нема аргумент. Грците копале таму и наводно според... И изгинале сите таму, 40 Не, 8 до 9 луѓе одеднаш загинуваат, не знам како загинуваат, но важно тоа се прекинува тој проект за копање тунел под Беласица. Се обидуваат нешто да најдат. Јас ќе ви кажам уште една работа, мене од кога го објавив романот, посебно е популарен во Струмичкиот крај, во Струмица, и многу луѓе ми се јавуваат и не би сакал сега и не знам што е вистина, што не е, но многу ми кажаа дека Те вамо има тоа, тамо има тоа. Меѓутоа факт е и од други места јас имам исто така и слушано и разбрано и луѓе кажуваат. Факт е дека нешто има на Беласица. Дека грците копале и дека тие што копале изгинале и тоа како... Тоа го ја имам добиено како информација од поранешен соработник. Книгата имаш видено во живо? Да. Тоа е едно парче, поише парчиња. Не, тоа се 5 страници на бакар. Добро, ама зборот ми е поврзани се вака како книга се, како соалки се врти, како оние стари дрвени, така се врти? Од двете страни е пишувано? Не, само од едната. Само од предна? 5 страници се тоа. Значи 5 со една, де факто една, значи 5 страни, 5 страници. 5 листа, 5 страни. Да. И ја толкуваш целата, успеваш или не успеваш да ја толкуваш? Не. На кој е писмо според тебе е пишувано? Дали е шифрирано, можеби? Има латински зборови, има зборови на јазикот којне и има зборови со средновековна кирилица. Но она што е во тие зборови се препознаваат јасно поими како што се гроб, како што се благословен цар, антички цар Александар, и друго богатство зборот, но според, може би, според моје лаичко мислење, ја не знам ништо, ја не сум експерт